Музиката во мојот живот започнува веќе во 4-то одделение основно училиште, Маршал Тито, сегашно Гоце Делчев. Нели тогаш се разделуваме од учителката, одиш во повисоко ниво, 5-6 одделение, таму веќе професорите доаѓаат. Имав еден другар, одеше во музичко училиште, свиреше хармоника, Горан Михајловски. Еден поздрав за него. Го гледам, свири хармоника, чудна работа, свири овде, па и пее. Викам, што е работа? Не ми беше толку чудно тоа, толку девојчињава од класот сите околу него. И викам, мајката, шо би да работа? Госте тој хармоника, зесто не може ништо, не ваѓаш. За после така некаде месец-два изјавив жеба кај мојот татко. Викам, сакам хармоника, ми купиш, викам, сакам да свирим. Абе, гледај школата тамо, вика ти, хармоника, остај тоа ти работа. Не иса. Ама па јас имам една историја, една многу убава традиција дедо ми, на кој што сум ја крстен, Никола, бил единствен гајдаджија во Тетово, кој што со својот занат го прехранувал своето 13 члено семејство. Дека патиштата господови се совпаѓаат. Роден сум на 21 јуни 64 година, кога било Свети Дуси. 21 јуни знаеме дека е светски ден на музиката. Знаеме дека еден од најголемите наши христијански празници. И Господ сакал ја да бидам тоа што сум сега. Што значи, се си одеше полека, така е, например, и насловено и изработено CD-то што го работам веќе, што ќе може да се слушне после 5 јули, после мојот голем концерт, што значи дека 72 година за прв пат ја слушнав на Опатија Момчето со мандолина. Ја имам. Многу е тешко да најдеш кавери македонски на YouTube каналите, бидејќи единствената убава музика е македонската музика за мене. Зошто? Не можеш секој да ја работи. Ќе рече некој, таа е едноставна жалопојка, ама аранжманите се проклето тешки да ги изработиш, ариите дефинитивно, значи, седумката што ја викаат и деветката, може секој да ја работи, ама мислам и како композитор кој ќе почнеш да работиш, имаш голема инспирација и изворна енергија на самиот фолклор кој ти дава слобода да правиш што сакаш. Огромен е просторот околу македонската музика. Зборот ми беше демек 72 Опатија, Момчето со мандолина. Убава песна. Се ја пеев во училиште, пеев со женските, се дури не почна да ми мутира гласот. Наставничката Данка, еве поздрав и до неја. Ти вика ќе пееш, вика дорне ти се смени гласот на мушки. Добро, викам ќе пеем. 76 година веќе на истиот тој фестивал Опатија, тоа беа песни кои што се пласираа за Евровизија од тој фестивал во бивша Југославија. И за прв пат ја слушнав Одисеја. До славе и богатства, пут до трона, одувек е био исти, од искона, пут до пакла и понора, пут до слома, одувек е био исти, од искона. Нико не зна шта га чека, дан шта носи, свако јуче оставља нам
траку коси, доба прошло и будуće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Безвременска песна. Толку добар пејач, диапазон на глас од бас до прв тенор. Тоа се многу тонови. Многу тежок за пеење. Ми остави впечаток и тој, и него го ставив како кавер со помош на моите пријателки кои што пеевме заедно во хорот Снежа, Мими и Сладјана. И после тоа, нели се движиш, запишав средно училиште во Скопје. Не дека сум сакал да завршим таква школа, туку да не бидем у Тетово. Ме терало, значи, да сменим средина, да видим како се понашам и како ја прифаќам таа некоја друга средина. Значи, јас сум социализиран тип, сакам дружба, од секогаш сум имал многу пријатели. За мене постои изрека, демек, што бе, пријатели, значи, кога имаш пријатели, големината, твојата големина, е многу поголема во се. Да било сам ќе живеел човекот, живи со луѓе. Еве сега, например, со времето, како што почна, од средно школо се врати во Тетово, тогаш за прв пат 83 година требаше да идам на матура, бев председател на училиштето во Скопје, Боро Петрушевски Асуц, го организирав матурата, покојни Ќафрика и Бучка, покојни Бог да ги прости двајцата. Ми се јавија на телефон, вика ќе правиме состав, вика Шотолинци, ти ќе ни свириш армоника. Попе на клавир, Швајн Звонко на ова како се вика на гитара и Жаре покојни Бог да прости и него на бубњеви. Абе викам на матура треба да идем, викам. Абе вика ќе идеш, ајде, пари ќе правиме, ќе идеш после 15 матури и ќе проаѓаш. Не сгрешив што не отидов. Тие ми беа патоказот во животот, му благодарам на Господ и на ангелите што ми ги прати тие луѓе. Пред се тоа беа едни прекрасни луѓе. Останавме само Попе, Звонко, Швајн и ја. Животот ми се смени од корен. Не свиревме шунт музика. Они беа свите рокери. И сега, бидејќи во рокот немаше пари, и мораше да се прави, да се свири свадби, крштевки, направивме еден комбиниран состав, кај што ја почнав да свирим рок, хеви метал на армоника, затоа што и мене ме влечеше. Но времето тогаш беа добро, малку покасно се вклучив ја, ама тие се генерација на Deep Purple, на Led Zeppelin, на Pink Floyd. Слушав таква музика, многу. Не знаев дека ќе ги искористим многу после во подесенжите години на мојот живот. Свиревме се, значи свиревме квалитетна музика, свиревме XU, Бело дугме, Бајага, Риблја чорба и сите хитови што беа тоа време. Тоа време зборам, тамо негде ка 84-то до колку бевме ние, 17 години, 2002 година, да не ги споминувам. Тие моменти кога ни замина Бучка од овој свет, па после тоа и Ќафрика, па тоа и Жаре. Сакам да кажам дека тоа се емотивни моменти кои што не можеш туку така да ги заборавиш. За да не свирам, почнав да компонирам. 96-та година првата песна ми е Чашка раке, мој текст и моја музика, аранжманот е на Попе.
И ајде се, што ќе правиме? Тогаш Канал Плюс Форте беше кај нас улица горе на Тумба. Ја касетата пуштам. Попе, абе, га слушам песмава на радио, па га пуштим, па кој ти рече, абе, нека варти. Таков бев, и тако сум. Ама, мислам, сум бил таков. Се што ќе направам, сакам да слушнат луѓето, сакам мислење. Не е тоа фалба. Тоа е чисто да испрецепирам, да видам луѓево како ја прифаќаат музиката. Почнаа да свират другиве состави на свадби, на забави. Викам, па јас сум знаел да правим песме. И така почна. Никола Димовски Тъмница е човек пред се со големо срце, еден голем мотиватор, затоа што секогаш кога ќе се сретнеме на улица, на кафе, кога се дружиме, ни дава една преголема поддршка и преголема позитивна енергија да продолжиме да го работиме тоа што го сакаме, а тоа е музиката. Значи, за мене е личност број 1 кога се работи за организација на детски фестивали и на детски песни. Мислам дека остава траен белег во тетовската музичка култура, пред се како кантавтор и изведувач на многу детски песнички кои што ќе се слушаат и после нас. 96-та година, поврзано со еболчиње. 95-та година ја давам 2 песни на Златно Славече. Не знам што ме натера Скопје, ајде, прочитав таму, тогаш немаше како сега интернет, па има аудиција или проба на Златно Славече. Абе, Господ. Идем у Скопје, ги слушам 2 песме мои. Ама не под моje име и презиме. Да не споминјам имиња, тогашните организатори, како што ме дал Господ, ја детиште тогаш. Ја викам, се извинувам, викам, овие песмеве мои са, викам. Црно на бело, ја ги имам. Знаеш што, направија шушбу, шо, она, песните ги трнеа, не ми ги оставија песните, за да се испеат на Златно Славиче, побуди револт во мене. Тогашниот министер за култура, Слободан Унковски, не знам како, преку приватно предпријатие, преку вакво, преку такво, да направиме приватен фестивал. Тогаш веќе постоеше приватен фестивал Сидо, од Битол. Да, се направи тоа и сега ќе правиме фестивалот ето. Не знаете која возбуда и која радост тетовчани ја доживеа. Во тој фестивал беа уклучени сите анонимуси, музичари од Тетово, кои што никогаш не твореле и никогаш нината мисла не била запишана на носачот на тонот. Тоа беше обострано едно задоволство, Тони купи опрема, попе, и кај него ги снимавме сите песни. Сега веќе ова е наука. Ако знаеш да пееш, пееш, ако не, нема пеење. Така беше. Така беше. 96-та година веќе почнуваат да се раѓа и фестивалот Јаболчиње, од кој се изродија многу музички имиња, кои сега денеска тресат македонската, балканската сцена. Се надевам и светската сцена, каде што е Лазе, каде што е Гоце Симоновски, Магдалена Зетковска, Јован Василевски. Лута е и не сака да збори.
Мене не ми е срам, сите знаат дека јас 96-та година го доживеав ја доживеав најголемата болка во мојот живот. Бракот ми се растори, од кој што имам еден прекрасен син. Он е роден 92 година. Сакав многу детно семејство да бидеме. Не одеше работата, како и секоја нормална работа. Кога не оди, подобро се растори, отколку Господ ја зеде улогата во своја рака и што направи? Ми ги даде сите деца во тетово што се, да им бидам еден уметнички татко, низ овој период кој што проаѓа годините наназад, а тоа се 26 години, да се разбереме, не се малку. Има едно девојче од Гостивар, Тамара Груеска, која што дојде така тивко. Мирно девојчето, не зборува ништо, доаѓа татко и колега ми. И му викам, девојче, абе вика пее, вика растура. Дај, викам да слушнем. Песна и направив, доаѓање у студио. Тоцкаво дете, диапазон. Не видим. Дојде до таа линија да ја пее Витни Хјустон оригинал. А Витни Хјустон знаеме што е и која била. Значи, сепак остана традицијата за овој фестивал. Некому е тоа за забава, некому е, пази, многу не е висока цената, кај што, например, студиото е мое, јас сум композиторот, ми помагаат луѓе кои што не наплатуваат, сакаат да помогнат, и една цена правиме нормална за секој, за да може детето да каже дека прошло низ музиката. Кога би ги испоредиле цените на коштање на Златно Славиче, мада Златно Славиче не смее да наплатува песни, не ми е срам да го кажам, сите се вработени под Советот за град Скопје, земаат преку цела година плата, и ако дојде, тој е направен фестивал за сите деца од Македонија, квалитетни што се, за да ги лансира на македонската естрадна сцена, на балканската и после тоа на светска. Се сменија времињата, не знаем што е, нити ме интересира. Сите ние кои што, например, од ето Коха, Бледцет, фестивалче во албанско што е за деца, Јаболчиња и сите други јаболчиња, фестивалчиња што се низ Македонија, нашата ценета министерка за култура не поддржа, со тоа што поддржа уште 2 детски фестивали, осем Златно Славиче и албанскиот детски фестивал во Скопје и 2 во Дебар. Културата нема мајка, културата нема маќија. Ако некој, како мене, и слични на мене, се трудели 25 година додржат едно ниво, дури и кога беше војната 2001 година Јаболчиња се одржи. Значи се одржи Јаболчиња. Нити еден министер, нити една политичка партија не е моќна да ја запре културата. 1000 пати го имам спомнат овој муабет, пак ќе го кажам. 39-та година. Черчил, премиерот на Англија, го избираат за премиер. Објавува војна на Германија, на Хитлер. И тера се, нели, Министерство за тоа, а Министерство за култура. Месец дана новинари, што ќе му Министерство за култура, сега пари и таму да дам. Вториот месец излага премиерот. Да ве прашам нешто, слушам гласини дека зборувате дека пари се одвојуваат за култура. Да. Објавивме војна против еден многу лут непријател кој што не познава ништо свето. Зашто се бориме ние? Да ја зачуваме нашата традиција и нашата тоа. Значи културата
е основоположник на секоја нација. Секој дома, кој ќе пораснеш 2 години, 3 години, кој ќе излезеш надвор, татко ти, мајка ти вика, речем, добар ден, како сте? Тоа е култура, тоа е веќе основа, а традицијата на културата, фолклорот наш, не е исцрпен, најубав на свет. Најубав на свет. Значи, кога ќе слушнеш македонска песна, ти ја грее душата. Не е тоа секундарно, знаеш, и готово. Значи, емоцијата е преточена низ нотите на музиката. Порано, за време на турско, најубавите народни македонски песни се пеани на поле. Од мака пеел народот, македонскиот народ. И сите во Македонија кои што живеат под едно прекрасно сонце, кое што е музичко наклонето на овој народ. И сите, еве, например, ние после пандемијава, 15 месеци не работевме. И сега почнавме да работиме. Желни се луѓево за да се насмеат и да запеат песна. Значи, тоа е како кислородот. Музиката во Македонија е кислород. За секого. Без разлика од која нација е припадност. Со Тамница се знаеме многу години. Всушност од кога паметам за себе. Имаме многу заеднички моменти и соработки, од кои најдрагите би ги издвоил детските фестивали во Тетово и во Гостивар, од кои јас лично научив многу и собрав многу искуство кој понатаму го применив во мојата понатамошна работа. Инаку за Тамница можам да кажам дека е еден од најмаркантните луѓе во Тетово, и како појава, и како музичар, кој има енормно голем придонес за тетовската музичка традиција. И се надевам дека оваа традиција ќе продолжи многу години понатаму. Зошто Тетово? Зошто моето битисување остана во Тетово? Јас како музички продуцент работев во Радио Канал 77, 7 години, имав можност за да го продолжам мојот развиток како продуцент и како успешен музичар во Скопје. Самата ситуација и големата, преогромната љубов према овој град. Пази, ја у Тетово се немам искарано со ни еден човек. Значи, за мене не постои албанец, македонец, турчин, ром, влав, србин. Не постои, значи, за мене постои човек. Зошто? Затоа што јас сум музичар. Не за џабе рекле тој што пее зло не мисли. Песната е помош и доктори ја препорачува за тироидната жлезда. Да, вика, пеј, вика, нема да имаш проблеми. Хелекс, диазепам, сите тие апчиња нема да ти бидат потребни кога ќе пееш. Се ослободува телото, гласните жици си ја работат, тироидната жлезда како диригент на нашето тело, кај треба, што треба повеќе доди, се си работа како што треба. Се враќам во Тетово. Почнувам да работам во градското радио Плюс Ворте радио. Тогаш веќе не свирев. 7 години не свирев. Дојде до една ситуација в Торниковци. Нив не ги спомнав. Далечната 90-та година некоја таму. Свиревме у Тодорчево, дека бе сега кај што живеам ја наспроти мене. Беше ресторанот. И гледам едно друштво, не ги знаев луѓето кои се. Знаев двајца бидејќи како дете, многу го сакав фолклорот и армоника свирев, и идев у културно-уметничко или антески смок, ама тоа беше тогаш во просториите на фабрикава Тетекс, кај што. И тогаш го запознав Иво Јоргушевски, и тој е еден маркантна личност во мојот живот, каде што ги научив сите македонски тетовски песни. Тој е изворот со покојни Андро Апостолски. Се надевам дека ја ќе го достигнам нивното ниво, да зборат дека еве после албумов што ги имам снимени песните, ќе се сеќаваат по младите генерации, ќе знаат да ги вреднуваат и да си ги пеат, да останат како една традиција и едно богатство кој што некој некогаш го правил и убаво е да се има. Тогаш ги запознав Лепур и Зец. Со Миле како се запознав, да, 98 година кога и син му негов, Душко, требаше да пее на Јаболчиња.
останати членови. После тоа ти викам, седнав во кафаната, ги имам пеат полифоно, не пеат еден глас. Тоа е за мене, затоа што ја полифоното пеење, многу го сакам. Седнав, почнав да идам со нив. Годиништа, така да... Дури не почна војната, замина в Скопје, па после тоа кој ќе дојдеш, кој нема да дојдеш, ама 40 години не е малку и тоа друштво. Тие 40 години беа проткајани 17 години со шапланинци, еве веќе 9 или 10 години со тетовски тамбураши, и умеѓу време сум творел, значи сум компонирал. Пред 6 години се вработив во ова студио Тамница, како вработен, функционира, колку што можеше да функционира за време на пандемијата, ама тоа е отворено исклучиво само за луѓе кои што ја сакам да снимам. Ја не го отворив студио за да земам кој знае колку пари и да доаѓа секој да ми пее овде. Тоа е. Нова CD овдека, Слободан Каническа, ја гледате позади. Во понеделникот на 21 јуни направи промоција на CD-то кој што е снимено тука кај мене. Се заокружуваат работите со убави нешта. Никогаш нема да ги заборавам зборовите на Јован Дамјановски. Вика да си тетоец, треба да бидеш горд. Не го разбрав што ми збореше од човеков. Тетоец, горд. 40 години јас имам голем и најголем авторитет во градот, поради тоа што го работам. Што значи тоа? Фала му на Господа, си направив многу пријатели, не само во недостаток на музичари во Тетово, за квалитетна музика зборам, не дека нема квалитетни музичари. Комплетно сите контрабасисти во Скопје што се во филхармонија, опера и балет, тие сите те згарат. Ама и сите свира за пари. Пошто е Тетово еден од најубавите и гостивар, најубавите места за нас музичарите, кај што не даруваат за музика, бакшиши, почна да се ствара голем број на музичари. Што значи јас сега позади себе имам еден камерен оркестар. Ако не можеш да дојдеш ти, ќе дојде тој, ако не може тој, ќе дојде трет, четврти, пет, шест, значи имам 8 виолини, 8 контрабасисти, хармоникаши, што се вика многу, и тамбураши, и дувачи. Истите тие луѓе на концертот ќе бидат присутни сите македонски песни, што ќе се испеат, ќе бидат во живо. Тамница, здраво од Љуботен. Знаем дека заради ова многу се нервираше што не идев на свирке, ама знаем дека исто таќе многу ме сакаш, а да ти кажам дека и ние многу те сакамо и дека ни е чест и драго што овој период наназад заедно бевмо, заедно свиревмо, се нервиравмо, се расправавмо и успеавмо да га зачувамо музиката традиционална и да ги забавljamo луѓите кои што сакаја или не сакаја да бида у кафана со нас, ама ние им направивме да се осеќа убаво и да ужива во тоа што им го дававме. Фала ти за све, честит јубилеј и сега здравје наредно па да славимо некој друг јубилеј кој што е дупли од овие. Све најубаво. Самиот проект, насловен како јубилеј, 40 години Тамница, под наслов Вистина, тоа е песна која што ја имам напишана за мојот син. Текстот е на Слободан Каническа, и музиката е моја. Тоа е еден проект прикажан, тоа нема да биде, например, сега проектов CD, нели? И сега забавно, ај сега народ. Не. Ја кој свирим у ресторан,
ја свирим народна, и доаѓа на следната маса, и тој ми вика, ај се Ѓоѓе Балашовиќ. Ѓоѓе Балашовиќ не е народна, ама ја свирим. Така, значи ќе биде емоцијата поврзана, како што иде песната, после тоа може да ја слушнеш и од Клинт Иствуд, Stop the Train. Таа е исто ја имам изработано, да. Ме сеќаш? Значи, тоа е непосредно, нема, значи, место како е направена музиката за да иде по дел на CD-то. Например, народно, па забавно, нема. Како што ќе дојде, така ќе си иде песмата, по азбучен ред. Како што суме, да, да. Сега, на концертот сигурно нема така да биде, затоа што концертот треба, се работи на концертот, пробите се во тек, ќе се изработи, најверојатно ќе се оди народниот дел во живо, а забавниот дел, бидејќи забавниот дел посакува многу повеќе работа, немавме време, и сега го правам концертот заради тоа што не знам како ќе биде после месец дена. Сама тоа пака болест, не знаеш да е рад, ќе знаеш против кого се бориш, ова не знаеш кој ќе те нападне и што ќе биде. И сега мора да се направи, ќе одам на полуплейбек. Значи нема да биде плейбек. Полуплейбек ќе биде матрицата, пратечките вокали, али вокалите што се пеат ќе бидат во живо. Најголемата работа ја кажа Јован Дамјановски, заборав да кажам и дека неговата песна Тетово граде Почара, ја имам снимено, ќе пеам јас во придружба на Вторниковци и Женски, што ги кажа пред малку. Тој беше презадоволен. Вика, со тетка ти Елена са бајле кафе кој пиемо, вика си ја слушам песната. Што сум направил? Не него што сум му направил. Сум оживеал една композиција со музика на Андро Апостолски, на Јован Дамјановски текст. На луѓето сум, немој погрешно да ме разберете, значи не се додворувам, туку оживувам работи кои што никогаш не биле стајани на носач на звукот. Ова не го пеам ја, го пее цел град. Ова е песна за градот наш. Зошто? Затоа што сум ја гор тетоец. Зошто сум гор тетоец? Затоа што Јован Дамјановски е еден од најплодните романописци во Македонија. Андро Апостолски покојни е еден од најголемите учители на гитара, на хармоника и не знам човекот уште што има предавано на теточани за да станат музичари или музиканти, кај што ги викамо ми у Тетово. Значи, авторитетот, победата моја, овие 40 години се посветени на мојот град Тетово. Ја нема да идем на ниједна национална телевизија. Имам со вас муабет. Зошто? Затоа што јас сум, што викаше покојни Ќафрика, локален фраер. Мене никогаш не ме интересирало на ниво поголемо да идем. Сум го сакал Тетово, сум останал во Тетово. Да, идете и у Берово да прашате да го знае некој од музичарите, колегите зборам. Тамница ќе изречат да го знаем. Да, затоа што имам со секого соработка. И секому ја нуда мојата соработка. Парите не се во животот. Вика тетовчани, вика црн, вика брадичи имама, белобраз има. Музиката, љубовта спрема музиката, пред се, љубовта спрема синот мој, е најголема. Значи, спрема градот мој е уште поголема. За оваа држава, за Македонија, е најголема. Човек, ако си ја сака државата, ќе си го сака градот и ќе си го сака семејството. Ако ти овие три работи ги сакаш, не може никој да те смени тебе нешто друго да сакаш. Значи, основната работа е културата, што реков, не фамилијата, не градот, туку државата. Сите си ја сакаме државата, без разлика. Која политичка партија не ме интересира. Ама уопште, сите тие доаѓаат и одат. И спремни се кога одат. Ама ја кај ќе идем? Кај ќе идем, бебе, ова е мој. Син ми е мој и државата е моја. Никој не може да ме избрка. Никој не може да ме избрка од град и никој не може да ми го избрка син ми од животот. Дали ме сваќате? Тие се работи природни, хомогени. Култура. Уметноста, културата, која ќе ги стаеш пред се, никогаш нема да имаш лоша мисла, никогаш нема да имаш зло во тебе или љубомора, да речам,
Значи, чакрите, што се во тебе, се ослободуваат и секогаш имаш позитивна мисла. Еве, например, доаѓа музичари прв од тоа. Абе, знаеш, кај Трница, да, свите знаат кај улица сум. Неко, ама не така е. Ама тоа е 40 години. Тоа не е малку. Значи ти ваѓа добар и лош муабет. Кај мене, фала му на Господа, излезе добар муабетот. Позади мене, сега по улица 26 години се. Прашање за ебочињата избора. Кој ќе дојде, например, имало 8 години кој пеело на фестивал. Плюс 26, колку е тоа? 36. Таа е више оформена личност. И ја, Чичко Тамница. Ама јас сум дон ми врати, тоа са дано и године, месеци, оп, ќе ми текне. Ама и секогаш им ги кажувам песните што ги пееле. Тоа е љубовта. Значи не е парата. Реков, парата на детскиот фестивал е најмалата работа. Значи љубовта спрема музиката, секој дете да биде, без разлика кој ранг на пари, секој може да пее. Najhrabra družina, najverna družina. Zlatna i viteska nametka i preskava i široka nasmevka sa srce. Ja sam tuka, ja sam kvabriot vuka. Najhrabra družina, najverna družina. Najhrabra družina, najverna družina. Најголемата гордост моја е што сум пред се горд тетовченец, што сум човек кој што низ кој поминале илјадници деца, низ кој поминале стотици музичари. Мојата мисија не завршува тука. Значи, се останам тука во Тетово, Јабочиња ќе постои све дори можем да зборим ја, све дори можем да творим ја, и Тамница ќе остане за секогаш Димовски Никола, така ми е, има луѓе кои што не знаат како ми е право име. Ќе остане, се надевам, по доброто, а моето е за да им возвратам со овој проект. Тоа се луѓе кои што биле годиништа со мене во ресторани, па ја барале таа песна. За тој човек ја има посветена песна на CD. Се не пишува за кого е. Самите ќе се пронајдат. Значи, јас им возвраќам за сиот оној век што го имам поминато во рестораните, дали преку свадба, дали преку свирење тезги, што се така народски речени. Тоа се луѓе кои што цел живот биле со мене и во добро и во зло, ме почитувале на овој или на оној начин, ја моето име да вратим на овој начин. Бидејќи ја не знаем поинаку. Нит сум политичар, нит сум државник, нит сум некој правник, јас сум музичар. Моето преку ова ќе си го пронајдат и со задоволство ќе ми биде да им подарам едно CD и да им речем ова е фала за цел живот што сте биле со мене.